Здраво на сите! Ова е Делимано готвач и денес ќе правиме песто дженовезе со мисиркино месо. Навистина го сакам ова јадење. Ќе ви бидат потребни околу 20 минути за негова подготовка и јадењето е превкусно. Јас одлучив овој пат да го направам со мисиркино месо, но ако предпочитате пилешко месо, изборот е ваш. Постапката на подготовка е иста. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 150 грама фетучини паста, 220 грама мисиркини гради, 3 супени лажици соја сос, 3 супени лажици песто дженовезе, 50 грама чери домати, пармезан по вкус, сол и маслиново масло. Започнете со загревање на водата, во неа ставете малку маслиново масло и сол. Додека водата се загрева, исечкајте го мисиркиното месо на мали коцки и подоцна ќе можете побрзо да го испржите. Кога водата ќе почне да врие, време е во неа да се стави пастата. Не знам точно колку време треба да се вари пастата за да биде совршена, но јас ја варев околу 10 минути. Тоа најмногу зависи од видот на пастата која ја готвите. Ќе ви треба тава за сос во која треба да ставите малку маслиново масло. Можете да го ставите мисиркиното месо и да го зачините со сол и црн бибер. Мешајте го само неколку минути, потоа ставете го соја сосот и продолжете да мешате додека месото се карамелизира и добие златно кафена боја. За тоа време пастата треба да биде речиси готова, па само ставете го мисиркиното месо во тавата и промешајте го заедно со пастата. Полека додавајте го пестото дженовезе и добро измешајте го во тавата за да добиете прекрасна смеса со богат вкус. Ставете ја готовата паста во чинија и исечкајте неколку чери домати кои на јадењето ќе му дадат свежина. На крај ставете неколку парчиња пармезан. Рецептот го завршивме за само 25 минути и можете да уживате во него со пријателите и семејството. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!